Јавниот долг уште пред 3,5 месеци е надминал критичната граница од 60% од бруто домашниот производ, потврди министерот за финансии Фатмир Бесими на првиот ден од собраниската расправа за ребалансот на буџетот. Бројките кои ги презентирал пред неколку недели не биле во целост точни. Јавниот долг не изнесувал 59,5%, туку 60,3%. Државната статистика ги ревидирала податоците за вкупниот БДП надолу за минатата и предминатата година, па јавниот долг статистички пораснал. Бесими тврди дека оваа операција била редовна. Министерството не криело информации. Дефицитот од 5,56 милиони евра од буџетот кај што е предвиден како 8,4%, со ова ќе биде 8,5% со релативни броеви. Споредено со бруто домашниот производ беше 59,5%. Истиот за 30 јуни 2020 година со истите вредности 6 милиарди 527 милиони евра, сега не се 59,9% од GDP-то, туку се 60,3% од GDP-то. Опозицијата со низа обвинувања кон власта. Наместо 550 милиони евра, владата од трите сета мерки за помош доделила едва и третина од парите. Од ВМРО ДПМН велат дека делењето на платежни картички е подкуп на гласачи. Викенд без ДДВ е популистичка мерка, а владата ќе продава државни предпријатија додека народот тоне во сиромаштија. Се кратало токму од оние проекти кои требале итно да се завршат. Намалени за 70% се средствата за рехабилитација на локалните патишта, проектот за гасификација, инвестициите во железницата за 1,1 милиарда денари и други капитални расходи. Според пратениците на СДСМ помошта била добро осмислена. Се зачувале над 100.000 работни места, а пари требале и за да им се помогне на стопанството и граѓаните, но и за да се вратат стари долгови. Не се сложам со вас дека некој нешто прави подкуп, бидејќи така ќе излезе дека сите држави во светот исто вршат подкуп, а мислам дека со средствата кои што делуваат на граѓаните повеќе помагаме на стопанството и на граѓаните да се преживее ова криза. Во ребалансот е зголемена ставката за мебел за 500.000 евра. Ке се платат плюс 4,8 милиони евра на извршители. За привремени вработувања наместо првишните 2,4 милиони ке се потрошат 2,7 милиони евра или 324.000 евра повеќе. Субвенциите и трансферите се зголемени за 169 милиони евра, а ставката разни трансфери за 177 милиони. Ова е историски најголем буџет досега. Земјава ќе заврши во рецесија од минус 4,4%.